Добре дојде за Насер Салмани, председател на ЗНМ. Пред 2 дена имаше заедничка конференција со министерот за информатика Иво Ивановски, која ја крена на нов за медиумската јавност, медиумите, новинарите, медиумските организации исто така. Првата реакција која беше оваа. Кој му даде мандат на Насер Салмани да преговара во име на новинарите? Значи, Насер Салмани... Пресконференцијата, само се извинувам да дополнам, беше околу законот за медиуми, сушност, тоа и се кршат копијата. Значи, Насер Салмани мандат доби на собрание каде што учествува 400 новинари. Тоа е мандатот што го доби Насер Салмани. Добро. Доволен одговор е тоа. Проблемот е во следново. Например, дали сте ги известиле луѓето, членовите на управниот одбор? Беа ли известени? Секако така бе известен. Секако. Владимир Тевчев, еден од членовите на управниот одбор на Facebook, на својата страница на Facebook напиша дека не бил информиран и заради тоа се изема од било кои последици. Така. Да, го знам случајот. Велите дека биле информирани членовите, Владимир Тевчев е... И Владимир Тевчев беше информиран, меѓутоа има еден проблем. Владимир Тевчев во последните 2 години не доаѓа на седници на управен одбор. И тоа е причината што не го информиравте? Не, информиране, пуштене на мејл, известувањето, пуштена е порака, секретарката се обидела да го добие, не успела да го добие. Како можеше да ги добие другите 13 луѓе, а него да не го добие, тоа не знам. Добро, сите 13 луѓе се согласија да одите на утредента на пресконференција. Сите луѓе се согласија дека сакаат интернет порталите да ги извадат од законот. Секој ограничување на содржината да биде согласно праксата на Европскиот суд и ЗНМ да предложи член во агенцијата. Добро, тоа се одлуките кои се донесени заедно со Иво Ивановски. Тоа значи дека преговаравте со министерот? Ние немаше што да преговараме, нашата... Му ги наметнавте вашите мислења и ставови? Знаете како, мислам дека ја... Не знам зашто новинарите и врапчињата на надвор знаат дека овие отстапки што ги направи владата не ги направи заради ЗНМ, неко ги направи заради ништо друго. Заради кое друго? А кое друго ќе му се јавите на министерот Иво Ивановски и ќе го прашате што се случи одеднаш да се премисли, а толку тврдо стоја дека интернет порталите треба да бидат. Вас ве прашувам. Не, ние немавме дилема, ние цело време мислевме дека интернет порталите треба да бидат надвор закон. Дали бевте против закон за медиуми? Да. Кај пишува овде дека има закон за медиуми? Во тоа што сме се договориле. Што ќе биде ова? Интернет порталите што ми цитиравте, усогласени ставови, амандмански да се интервенира. Так, кај пишува дека ЗНМ ќе поддржува закон за медиите? Што ќе биде ова? Ова поддржувате, амандманите ги поддржувате? Значи, ова е делумен договор. За 3 работи имаме согласно. Во врска со што? За интернет порталите да не бидат дел од законот. Ама кој закон? За медиуми? Законот за медиуми. А зашто велите дека нема да постои воопшто закон за медиуми? А мислиш дека закон за медиуми од нас зависи дали ќе има или ќе нема? Зошто не би зависел од ЗНМ? Па еве, ти кажувам дека владата мисли дека треба да го донесе. Ко кажавте ли тоа пред министерот за информатичко општество на пресконференцијата? Повикајте го, да, апсолутно. Го кажавте ли јавно? Јавно кажав дека... Јас како председател на ЗНМ. Еве, во договорот пишува. И не се согласува. Владата и ЗНМ немаат согласност за делот со регулацијата на печатените медиуми, законско уредување на владините кампањи, финансиската поддршка на националните радиодифузери за домашна играна и документарна продукција, дефиницијата за новинари и казнените одредби. Појасно од ова, ја не знам како да... Очигледно некој, знаете како, која е нашата грешка? Ја признавам само една грешка. Што на таа пресконференција не ја дистрибуиравме, не го дистрибуиравме ова соопштение. Затоа што ја мислев, верував на луѓето, ја обично таков сум, верувам. Министерот дојде на пресконференција без ова соопштение. Ми рече дека ќе го дистрибуира после пресот, не го дистрибуираш. И затоа сега е редот јас да го дистрибуирам. Ве изманипулира министерот? Не сме. Тоа се ситни финти кои што функционираат за еден ден, два, ама после вистината ќе излезе на виделина. Значи, овде има некој човек кој што ни праќа на нас порака, на министерот и на мене, дека ова е тоа што сме се договориле.
во овој договор нема ништо што претходно ЗНМ не го застапува. Тие три забелешки што министерот ги прифати, ние му викаме дека е тоа добро, затоа што ние постоиме за да ги подобриме работите, а не да седиме на страна и да речеме леле колку е тешко и да кукаме. Толку колку што можеме ќе ги смениме работите. Тоа што не можеме да го смениме, ќе речеме на владата, вие направете го тоа сами, меѓутоа ние согласност не можеме да ви дадеме. И затоа овде стои дека немаме согласност. Значи тоа значи дека владата на своја глава тоа ќе го направи. Ако мислите дека ЗНМ е толку моќна да и наметне на владата да не направи нешто, па ова влада не почитува ни опозиција, имаат 400 и нешто илјади гласови. Мислите од 300 новинари, 400 новинари ќе се исплашат? Велите дека сте против закон за медиуми. Апсолутно. Токму принципиелно. И особено со оваа влада, неколку пати сте го имате тоа кажано. Против закон за медиуми сте, особено со оваа влада, имате кажано неколку пати кој го има затворено Кежаровски. Сумнителни со околностите на загинувањето и самата истрага на Никола Младенов, значи тоа е фактор број 2. Околу законот за медиуми прилично долго се дебатираше, се полемизираше, велевте дека практично насила се наметнува овој закон. Зошто воопшто седнувате да разговарате тогаш за закон за медиуми со министерот за информатичко општество, значи, и давате пресконференција? Уште еднаш ќе повторам. Значи, ја отидов на таа пресконференција за да ги издействувам овие три работи. Никој нема да ви даде нешто ако не се појавите таму да речете дека тоа е така. Тоа е причината зашто ја отидов таму, да ги изведам порталите од законот, да ја задржам позицијата што ЗНМ сега го има во Советот за радиодифузија и да не дозволам некој утре да ограничува медиумски содржини како што ќе му текне. Вие знаете дека закон за медиуми, идејата за закон за медиуми е стара 3 години. Мене многу ми е интересно, ќе ви ги пратам тие, ние ги имаме тие стенограми. Во Маврово се сеќаваш дека имавме една интересна дискусија таму. Луѓето кои што сега најжестоко го се против законот за медиуми, таму беа за закон за медиуми. Единствен човек во таа конференција кој што спречи од таа дебата да излезе заклучок и да испрема пенал на владата, одма да го достави на маса законот за медиуми, беше Насер Селмани и тројца луѓе. Ја реков, ваков заклучок ја не прифаќам. Консултантот кој што беше очигледно дека и тие знаеа дека таа дискусија, а после дознав дека имала таа цел да испрема пенал на владата за да донесе закон за медиуми. Ние тоа го спречивме. Низ целиот овој период, вие знаете како што разговаравме и на неколку наврати, кога разговаравме за декриминализацијата, тие се обидоа на сила да ја наметна таа работа. И ние рековме, ако вие тоа на сила го правите, ние се повлекуваме, терајте сами. Разговорите ќе пропаднеа да не беше Гордана Јанкуловска, која предложи измена на легислативата согласно препораките и стандардите на Советот на Европа. Ние за тоа се согласивме, затоа што знаевме дека таму нема стандарди кои што обезбедуваат регулација на принт и интернет медиуми. Рековме, окей, кога владата виде дека од ЗНМ согласност за закон за медиуми нема да добие ни за следните 100 години, отиде, без да не консултира нас, отиде да предложи закон за медиуми. Ги стави на маса, ние побаравме од амбасадорите. Ако вие знаете дека некое здружение успева да ги донесе во незините простори 12 амбасадори од најмојкните земји во светот, ги донесовме во ЗНМ и им рековме, помогнете, иначе владата овие закони ќе ги донесе преку ноќ. Добро. Извршија притисок. Не, тоа е многу битно да се објасни целата постапка. Добро. Луѓето извршија притисок и не е фер сега да ги плукаме за тоа што тие помогна. Извршија притисок врз владата и обезбедија 3 месеци. Зошто беа потребни тие 3 месеци? Ние побаравме експертиза за тоа што Ива, ја и ти не сме експерти. Можеби нешто ќе видиме таму, а нема да знаеме дека тоа е нешто страшно. Направи анализа ОПСЕ, направија Советот на Европа и ние бевме на чисто.
Нашата работа се заврши. Експертите си го кажаа својата дека овој закон не е усогласен со европските стандарди. И нашата работа се заврши. Ако владата сака да донесе закон кој што не е усогласен, нека го донесе. Европска комисија кажа дека воопшто не е потребен закон за медиуми. Ива, за да знаеш кој ја натера Европска комисија да излезе со такво соопштение, тоа е за нама. Затоа што ние им рековме, ако вие не излезете со такво соопштение, ние јавно ќе речеме дека вие го поддржавате законот. Тогаш зошто воопшто се седнува да се разговара за закон за медиуми? Вака, значи ние не сме нит сме разговарале, нит сме преговарале. Ова е тоа што вие знаете дека ова работа одеше преку посредници и знаеш кои се посредниците. Ова беше тоа што ние на нив им го доставивме. Кои се позициите на за нам? Ги ставивме. 1, 2, 3, 4, 5. Дојдоа, имаше обид, тоа е точно, да ние правиме сеопфатен договор. Ние рековме таков договор е неможен затоа што нит сме учествувале во пишувањето на законите, нит се согласуваме со концептот на законите. Имате, еве ги нашите забелешки, ако сте спремни да прифатите забелешки, ќе речеме добро што сте прифатили. Тие што нема да ги прифатите, ние нема да ви дадеме поддршка за нив. Туку ќе речеме, за ова се согласуваме, за ова не се согласуваме. Ваша е одговорноста утре. Ако има последици, ќе бидат тие одговорни. Добро. И ние ќе реагираме и ја ти тврдам дека во наредниот период од тие забелешки што остана надвор од законот, ве убедувам дека меѓународниот фактор нема да се откаже така лесно, тие работи да не се прифаќаат. Добро, што ја ви гарантирам да. дека владата ќе мора да донесе критериуми за владините реклами. Владата нема да може. Знаете која беше само едно појаснување. Знаете која беше играта на владата? Им вика на странците, еве ја прифаќам 3 работи, но знаете дека тие нема да ги прифатат. Сваќаш? И ако тие не ги прифаќаат, тогаш јас зошто би ги направил тие? Добро, тоа е вештина на преговарање, но и затоа им реков да. Ако ги прифаќате, доаѓам со вас на пресконференција. Што е околу амбасадорите, околу странскиот фактор? Постојано имаше изјава за нова Салмани дека ти извршиле притисок амбасадорите. Мислам дека е многу некоректно што моите колеги во јавност објавуваат непотврдени информации во врска со улогата на луѓето. Ова е твоја изјава. Кај За нова беше таа изјава дека е имало притисок од страна на амбасадорите. Ја не реков, ќе дојдам и до тоа. Значи, амбасадорите, луѓето кои со години работиме и соработуваме, направија се што е во нивна моќ да ни ја зајакнат позицијата како новинари. Значи, се што е во рамките на нивната мисија. Тие се амбасадори, не се министри тука. Тие не можат да и кажуваат на владата што да прави. Нивната позиција беше многу јасна. Владата не ги почитува новинарите. И таа мора да демонстрира подготвеност, клучни забелешки од новинарите да прифати. Овие забелешки, ја можам да се фалам дека јас ги издействувам, овие забелешки не ги издействува ни НАСЕР, ни ЗНМ, ни никој друг ги издействува. Се знае кој. Што значи тоа цело време се знае кој? Кои се тие шифри? Знаете како, па се знае, мислам, ја би сакал во Македонија да е земја каде што владата со новинарите во нормална атмосфера ќе седнат и ќе можат да разговарат. Меѓутоа, очигледно во изминатиот период имавме лошо искуство и затоа не сакавме да разговараме. Но немавме дилема ако тие имат подготвеност нешто од тие забелешки да прифатат клучна забелешка, а пред се беше интернетот, немавме дилема дека ќе го поддржиме тоа. Играта беше вака. Да, ние прифаќаме 3 забелешки, ама ЗНМ нема да дојде да ги поддржи. Не, ја реков, ќе дојдам. Само нека ги прифати, ја ќе дојдам. А за следните забелешки ќе разговараме во наредниот период, да ги прифатат и другите забелешки. И мислам дека ако мислиш дека владата со ова парцијално решение се спасила и дека некој нема да му дише на врат, се лажа. Добро, има ли притисок, постои ли притисок од страна на амбасадорите да биде донесен закон за медиуми? Не. Па имаше Добро, став тоа е на прашањето. Па имаше Европската комисија излезе отворено дека не бара закон. Добро, затоа што имаше таква изјава од има уште една друга работа, тој другиот дел од прашањето што вика ти. Знаете како? Новинарите, ја мислам дека новинарската професија, посебно во земја каква што е Македонија, е многу тешка. Новинарите мора да сватат дека
дека функционираат во многу непријатни услови и мислам дека новинари кои што не можат да издржат притисок не треба да се бават со ова работа во Македонија. А па јас како представител на ЗНМ, кој што треба да ги представам новинарите, ако ја не знам да издржам притисок, тогаш не треба да бидам таму. Значи, ајде да бидеме попрецизни. Што напиша првата председателка на синдикатот Тамара Чаусидис? Што е ова побогу на незиниот Facebook профил кога слушна за заедничкиот настап на Селмани и Ивановски? Кого воопшто Селмани информирал за оваа средба и за оваа пресконференција? Тоа беа реакциите. Зошто не беше информирана, например, Тамара Чаусидис? Многу едноставно. Затоа што забелешките што министерот ги прифати се забелешки на ЗНМ. Тамара не е во органите на ЗНМ. За консултациите што преку странците се одвива, но имавте заедно со синдикатот и со Тамара Чаусидис усогласено некаков став предходно. Да, и одеднаш сега ја исфрлате Чаусидис. Не. Значи ние од тие позиции што сме ги изградиле, никој не отстапува од тие позиции. Никој од ништо не се откажал. Зошто ние не сметавме дека треба да бидат информирани луѓето? Затоа што тоа се забелешки на ЗНМ. На почеток, кога требаше да ги пишуваме забелешките, ја бев поборник тие забелешки да ги направиме сите заедно. ЗНМ, ССНМ, ЦРМ и МИМ. Да направиме едни забелешки. Синдикатот, сите, центарот. Да. Преовлада ставот во организациите дека ќе биде подобро сите одделно да ги доставиме. Добро. И затоа, кога ние овие забелешки сме ги доставиле. Но имате заеднички став дека не е воопшто потребен закон за медиуми, зашто сега ги изземате. Фронт за слобода. А кај гледате во согласноста дека некој прифаќа закон за медиуми? Нема таква согласност. Насер Селмани говорите цело време за амандмани, каде ќе бидат тие амандмани? Лебдечки? Да. Како лебдечки? По некаков закон ќе бидат тие вклопени. Ама таму нема да бидат порталите. Таму нема да... Но ќе биде закон за медиуми. Воопшто велевте... А кој одлучува за тоа дали ќе има закон за медиуми? Се разбира дека треба да не сме да одлучи владата, не сме да го наметне ставот. Не, знаете како, уште ова ќе ви кажам, јас имам контакт со разни дипломати и навистина тие се чудат како е можно овде во Македонија некој да мисли дека има мандат да пишува закони. Ние знаеме во кое ниво на демократија сме тука и со тука не спориме. Меѓутоа во светот да им кажуваш на амбасадорите, јас имам можност тоа да го чуем, дека ние новинарите ќе им пишуваме закон на влада, се крста. Вика, обврска на владата е да пишува закони, а обврска на парламентот е да донесува закони. Владата има обврска во демократски земји при пишување на законите да ги консултира и да ги прашува. А кој вели дека треба да бидат напишани, треба да бидат консултирани? Да, ама во Македонија има луѓе кои што мислат дека ние треба да го пишуваме. Не знам кои се тие луѓе. Фронтот за слобода на изразување денеска загрижено протестираше и објави уште еднаш дека владата треба да ги повлече медиумските закони. Ако овие колеги успеваат да го повлече законот за медиуми, еве јас гарантирам дека ќе поднесам оставка затоа што мојата мисија е завршена. Сериозно. Вие ги кривате рацете на ако тие успеваат, да. Вие не можете да успеете. Во оваа фаза не. Но ако тие успеваат, Ви дали ли тогаш оставка ако сметате дека сте немоќен? Не, јас сум моќен толку колку што сум моќен. Па недоволно според ова што го велите. Ако мислите дека кој невладин сектор спречува законите да се донесат во Македонија? Кој е тоа мок и сила? Знаете колку овие другите невладини организации трошат пари за кобајги да промовираат слобода на изразување? Погледајте ги буџетите на тие организации и дојдете видете го буџетот на ЗНМ. Целата одговорност е на ЗНМ, а тие ги трошат пари. Милионски суми трошат. Што имат направено? Сте се прашале некогаш? Што прават овие организации што милионски суми трошат? Какви измени издействуваат? Не мислите дека имаат некаков допринос? Па нека кажат, еве, граѓанското општество, генерално општеството. Еве, например, спомнете ги овие што се, например, ја направив 3 забелешки, такви колку се. Но тие се против законот за медиуми. Па јас сум. И не само, ако сте, зашто преговарате воопшто за амандмани? И прашањето, кога ќе свикате сообрание на ЗНМ за 2013?
Собранието треба... Кој би бил даден отчет некаков на вашата Собрание, работа? следното собрание во април 2014. Се сеќаваме на она слика, предходно ја споменавте министерката за полиција, на сликата како преговарате со Гордана Јанкуловска. Сте видели ли слика некаде во светот каде каде Сдружение на новинари преговара со министер за полиција за закон за медиуми? А сте виделе вие министер за полиција кој разговара со новинарско здружение? Тоа е прашањето. Не, обратно. Тоа е прашањето. Затоа што е доведена Зошто се согласивте воопшто? Зошто ја префрлате одговорноста и вината кај Јанкуловска? Во нормална земја работите се решаваат на поинаков начин. Македонија не е нормална земја. Тоа ние очигледно имаме проблем тоа да го прифатиме. И тоа не е одговорно само на владата, затоа што тие луѓе се избрани на избори. За тие луѓе застануваат пола милион народ. Сме размислувале некогаш за тоа? Значи, тоа не се фиктивно. Можеби, ајде, некој ќе рече се манипулирани изборите. Не можете вие да крадете пола милион гласови. И да се согласиме. Значи, за ваквата состојба во која што се наоѓа Македонија сме одговорни ние, сите. Најмногу тие што владеат со оваа земја. Меѓутоа не може да се изземе одговорност и ние другите. Кој тоа ние? Сите. Комунизам ли ова па колективна одговорност? Опозиција, владин, невладин сектор, граѓани, како сакате, целото општество. Ние како новинари. Затоа што очигледно... Јас пак не рекла дека само во комунизмот има колективна одговорност. Не е колективна одговорност, викам на сите. Па да, на сите. И како новинари, и како граѓани. Затоа што на крајот на краиштата на избори одат граѓани. Не одиме колективно, секој поединечно гласа. Добро, и секој за себе јас носи одговорност. Да, се разбира. А тоа зошто седнавме со нив, затоа што ја декриминализиравме клеветата на вреда. Знаете вие, повикајте го адвокатот Филип Медарски и ќе ви објасни. Знаете дека во македонската историја за прв пат новинари се ослободуваат од тужби за клевета и навреда, повикувајќи се на судската пракса од Европскиот суд. За прв пат во Македонија имаме и новинар во затвор, да не забораваме. Не ги извртуваме, зборам за декриминализација. Значи, врз основа на тој закон, кој што ние од ЗНМ го преговаравме со Гордана Јанкуловска, сега новинари се ослободуваат од одговорност, се ослободуваат, не се казнуваат. Врз основа на одредбите на тој закон, кој што е поврзан со судската пракса на Европскиот суд. Филип Медарски, викнете го, ќе ви објасни. Вика, ова е чудо. Во судница, вика, во кривичните судовите, вика, ми нема дозволено да читам пресуда, вика. Што е тоа? Ајде, остај тоа, ова е Македонија. Добро. Ќе биде сега се носат пресуди со кој судска се повикуваат на суд. Тоа е огромен напредок. И само така, ја имам намера да излезам и да ги поздравам тие судови и да ги охрабрам. Така треба да постават. Така треба да постават и со тоа така ќе го обелат нивниот образ како професионалци. Кежаровски се уште во притвор, немојте да заборавате. Тоа важи и за тој што ќе одлучува за Кежаровски. Добро рековте чудо. Ќе биде ли чудо ако помине законот за медиуми? Значи законот за медиуми ќе помине ако има 62 гласа во собрание. Нема да сметате ли дека имате одговорност? Што треба да направиме? Да се запалиме пред собрание? Не, веројатно постојат некакви други методи да ги спречите. Например, да не седнувате со Иво Ивановски на заедничка маса. Каде сме седнале? Не беше пред неколку дена тоа е пресконференција. Таму отидов и му реков, дечко добро направи што прифати 3 забелешки, толку. Во име на законот за медиуми? Не, во име на спасување на интернет порталите, на Агенцијата за регулација? Знаете, мислам, во Македонија луѓето очигледно или не ги знаат работите, или не сака да ги знаат. Знаете дека агенцијата, новата агенција, ако се донесе законот за аудиовизуелни, кој што странците го поддржуваат и мислат дека е добар, и затоа не кажуваат дека е лош, има одредба каде што агенцијата ќе работи во затворена седница. Што ако ние немаме никој внатре да видиме што прават тие луѓе? Знаете, дали ние сме свесни, ако немаме човек внатре да видиме што тие луѓе ќе прават? Од кај ние ќе знаеме кога е затворено, што се случува таму? Тоа е многу... Знаете, ние...
А потребна, неопходна ли е таа агенција за регулација? А кој не прашува нас? Тој вика јас сакам ваква агенција. Кој тој? Па еве владата. Зошто дозволувате да ви наметне владата било што? Па тие му наметнуваат на опозицијата, бре луѓе. Вие видовте на собрание ни еден амандман на опозицијата. Зошто не обвините опозицијата? Зошто не излегува на улица? Вие знаете дека опозицијата ни една дискусија за закон за медиуми немаат во комисијата за транспорт и врски. Ни една дискусија. А знаете вие колку Сега виното треба да се префрли Не, само зборам. Не. А не врз ЗНМ? Не. Како... Па, знаете, ако мислите дека ЗНМ од 300-400 новинари е поодговорна од опозиција за која гласаат 400.000 се работи за закон за медиуми сепак. Значи, меѓутоа ЗНМ главната грижа треба да има ЗНМ збори 2 години и прави се што може да прави. Тие луѓе можат да го блокираат законот за медиуми. Ако поднесаат 2000 амандмани. ДУИ и ВМРО имате така изјавено дека имаат веќе согласност и договор? Да. Од каде знаете за ДУИ? Па сега ја представител на ЗНМ, ако ја не знам кој треба да знае. Не, тоа е јавна информација или па, шпекулација? Знаете како, значи ја имам таа привилегија да имам информација од луѓе со кои се работува. Така да, ја знам точно дека ВМРО и ДУИ има договор, дека ДУИ веќе ја крена забраната за законите. И да бидеме искрени, ДУИ кога ја крена рампата, беа искрени и кажа дека ова нема да може да го блокираат. И тие се немоćни, како и ЗНМ што се немоćни. И опозицијата, и СДСМ се немоćни против ВМРО-ДПМ. Тоа е факт. Па тогаш сите треба да се распуштат според оваа логика, Салмани. Ако мислиш и дека да се кренат рацете и да... И мислите дека ќе им направиме штета на ВМРО? Тоа е баш тоа што го сака ВМРО. Па не според вас? Не. Според вас, кога велите немоćни сме... Тоа е токму тоа што го сака ВМРО да Не, ова се вашите... Не, ова се вашите зборови. Не. Тоа е токму тоа што го сака ВМРО, да демотивира било кој во Македонија да прави било што. Па велите дека сте немоćен, цело време немоќен да одлучувам дали ќе има закон за медиуми или не. Ако не може СДСМ, ако не може ДУИ, ако не може ДПА, дали некој друг кога би бил председател можеби не би бил немоćен? Не ми размислувате ли на таа тема? Еве имате синдикати, имате МИМ, имате еве нека проба, еве коалицијата нека проба. Еве ја ви реков, ако некој, било кој што ќе успее да ја убеди ова влада да нема закон за медиуми, ја утреден да поднесувам оставка. А не се повлекувате пред време заради тоа што сте немоćен? Не, затоа што знам дека ќе осменам тоа. Што? И ќе им дишам на врат. Овие работи. Тоа што како забелешка Но законот за медиуми ќе биде донесен. Ќе биде донесен и ќе биде изменет и еден ден и интернет печатените медиуми ќе ги извлечеме од таму. Ви гарантирам. Да. Со амандман? Ќе видиме. Не, дали со амандман е прашањето, многу е важно тоа прашање. Па сигурно законите со амандман. Или сега со законот е изземено тоа. Значи знаете како е? Печатените медиуми од 10 обврски што има со законот за медиуми, владата прифати да ги избрише сите тие обврски, да останат само 3 обврски. Значи, да објавуваат импресум, да објавуваат сопственичка структура еднаш годишно и тие списанија за порнографија што да ги завиткуваат. Нема да бидат амандмани, туку се изземени, тоа е прашањето. Изземени се воопшто, значи, изфрлени се, така? Тој што предлага закон, тој може да рече ова го повлекувам, ова го повлекувам. Добро, тоа е прашањето. Не е со амандман, туку е владата изфрлено. Знае како тоа го прави. И затоа зема обврска тоа да го реализира. Моја грешка што имам проблем што многу им верувам на луѓето. И некои луѓе знаат да ја злоупотребат, но еднаш само. Кои се тие луѓе? Па еве, на пример, Иво Ивановски требаше овој договор да го соопшти. А не го направи. И јас денеска го направи. Следен пат нема да има. Што нема да има? Таква можност да седнате заедно на прес. Не, да зафркне, да се обиде да зафркне. Како ќе го спречите? Знам. Не го спречувате да донесе закон за медиум, да ќе го спречите на некоја хипотетичка ситуација? Ако е така ЗНМ да спречува се, тогаш опозицијата и ДУИ и ДПА треба да си одат дома. Јас пак... Видите, луѓе, мора да ги разграничиме работите. Ние сме невладин сектор. Ако некој мисли дека може да се наметне на оваа влада, треба да оди на избори и да ја победи. Ја немам намера да бидам политичар. Јас сум невладин сектор. Тогаш кога ќе мислам дека треба да
одам во политичка партија, да излезам на избори и да ја победам ова влада, тоа е веќе друга позиција. Меѓутоа, вие од позиција на невладен сектор, вие не можете да минувате влади. Вие, како ЗНМ и новинарите генерално се оние кои се одговорни директно и најмногу треба да бидат загрижени за законот за медиумите. Апсолутно. Да. А зашто работевме ние 3 години? Добро, јас ви благодарам што бевте гостин во Благодарам на можноста да